Со 66 гласа за, Ненад Савески стана нов државен обвинител. Двајца пратеници не го поддржаа предлогот на владата, а 8 беа воздржани од вкупно 101 присутен пратеник. Со оваа одлука Савески ја презема функцијата прв човек на јавното обвинителство во период кога правосудниот систем е под силен јавен притисок со очекувања за поголема ефикасност и независност во постапувањето. Предлогот за прв човек на обвинителството го образложи вице-премиерот Александар Николовски, кој потенцираше дека Савески е човек со долгогодишна кариера во правосудството како обвинител и судија, па ќе може да придонесе за промена на состојбите и подобрување на довербата од 2%. За жал, оваа состојба во која што сега е обвинителско-правосудниот систем е состојба која што не влеба доверба помеѓу граѓаните, состојба која што тера многу од граѓаните да не веруваат во системот, почесто да има неправда отколку правда, а и тогаш кога има правда, заради скепсата која што постои помеѓу граѓаните, да граѓаните се прашуваат дали навистина се донесла правилната одлука. Власта бара тој да го ослободи обвинителството од политички притисоци, додека пак СДСМ обвинува Савески е продолжена рака на владеачката политика. Денес не зборуваме против човек. Зборуваме против систем што се гради за да се контролираат луѓето. Дали ќе го искористи член 36 од предлог законот за да ги казни со ниски оцени сите негови колеги кои ќе одбијат да ги затворат истрагите за пирамид билдинг и за стратешкиот тендер од 1,74 милиони евра. Иако критикуваа, СДСМ останаа воздржани од гласање, исто како и Европскиот фронт на ДУИ, од каде очекуваат Савески да исправи неправдата која обвинителството им ја нанело на етничките албанци. Случајот Мостра и случајот Алфа се луѓе кои се уште и имат служат доживотен затвор. Луѓе кои се уште нивната драма на маки продолжува во затворот во место кога правдата не е на вистинското место. Според владеачкото мнозинство, граѓаните очекуваат конкретни резултати, а не декларативни заложби, а довербата може да се врати само преку доследно почитување на законите и еднаков третман за сите. Неколку влијателни групи во СДСМ и ДУИ кои често го злоупотребува обвинителството за стопански политички рекет, ја носат најголемата одговорност за девалвираната репутација на јавното обвинителство. Токму во времето на нивното владење, наместо да се зајакне интегритетот на јавното обвинителство, ова институција беше претворена во ТВ приемник, чии што далечински управувачи го правуваат 4-5 моќници. Савески, кој моментално е судија во Скопскиот кривичен суд за државен јавен обвинител, беше номиниран од владата на 10 март. Неговата кандидатура следува по оставката на поранешниот обвинител Лупчо Коцевски, а по спроведената постапка во која учествуваа 5 кандидати. Свечената заклетва на новиот јавен обвинител пред законодавниот дом е закажана за утре во 10 часот и 30 минути.